Се вративме назад. Сега имаме час за четврто оделение, повторно со истата наставничка. Кој час е сега? Денес учиме природни науки, животните и нивната средина. Дали знаете што е животна средина, например? Животна средина е местото каде што има живот, растенија, животни и така. Местото или средината, животната средина е околина во која човекот, животните и растенијата се раѓаат, хранат, растат, се размножуваат и умираат. Тука се наоѓаат неопходните услови за живот. Тука ни се водата, воздухот, храната, живеалиштата и сето она што ни е неопходно за правилно живење. Условите за живот не се секаде исти на целата наша планета Земја. Значи, имаме поларни предели. Таму е приспособена Поларната мечка. Да. Поларната мечка, таа има големо дебело крзно за да ја штити од студот, има големи шепи за да не може да се лизне одејќи на мразот. Така, има изострен мирис за да може да си најде храна. Човекот исто така се приспособува за живот во секакви услови. Значи, еве погледнете како живеат луѓето. Тоа се ескими? Да, значи имаат кукички специјални, имаат специјална облека за да ги штити. Животот во пустина, дали е ист како оној претходниот? Не. Се разбира не. Се разбира не. Исте во смисол дека е екстремен. Екстремно ладно и екстремно топло. Еве ги животните кои што живеат и луѓето кои што живеат во пустините. Животните, друга животна средина ни е водата. Така? Да. Тука ги имаме кои животни се на сликата? Риби и тоа е крокодил. Или алигатор. Или алигатор. Еве ги животните кои што живеат во воздух. Се птиците. Што е природна катастрофа е едно прашање. Значи сите овие може да им се случи некаква природна катастрофа. Тоа е најлошото што може да се случи, например како земјотреси, торнада, вулкани. Цвајнштайн друга некоја природна Јас нешто друго си катастрофа. помислив, јас ќе кажев природна катастрофа е кога ќе добиеме единица, ама тоа не е природна, тоа е само јас не сум научил. Продолжите, се извинувам. Така, природни катастрофи се вулкани, земјотреси, цунами, поплави, урагани, торнадо, лизгање на земјиштото и слично. Значи, дали знаеме што е природна непогода и природна катастрофа? Не. Не. Значи, разликата помеѓу природна непогода и природна катастрофа е тоа што природната непогода може, но не им наштетува на луѓето. Додека пак природната непогода или појава која им наштетува на луѓето, ги погодува луѓето, животните и растенијата. Видови природни непогоди или катастрофи. Прва ни е снежната лава. Тоа е лизгање на поголема маса на снег, мраз или карпа. Ова се случува најчесто кога на една карпа ќе се собере многу снег и заради гравитацијата паѓа надолу. Земјотресите се следни природни непогоди. Може да биде разорувачка катастрофа. Тоа се формира кога тектонските плочи кои формираат земјата ќе се поместат. Поплавите, прекумерното излегување на водите. Знаете што се поплави, така? Да, знаем. Значи, последни ги имаме шумските пожари, неконтролиран пожар во густа шума за време на суша. Ураганото е моќна тропска бура со голема брзина на ветер. Торнадото е моќен вртлок од ветер, кој што носи се крева и автомобили и може да бидат многу опасни. Цунами е големи бранови кои се создаваат заради подморските земјотреси. Следно ни се вулканската ерупција, се создава кога магмата, која е во внатрешноста на планетата Земја, избива на површината во вид на лава. А кои од овие настанички ги имаме во Македонија, а кои ги немаме? Побично земјотресите и често поплавите. И шумски пожари исто многу. Немаме торнада, например. Немаме торнада, немаме цунами, немаме вулкани активни. Еве ги како изгледаат. Ова е на првата слика е цунами. Еве лавата. Како изгледа еден активен вулкан. И еве последица од некој земјотреси. Земјотрес. Значи,
Тука да напоменеме, има една еколошка катастрофа која што се случила на Северен Кипар некаде. Ќе ја спомнеме само како информација. Значи, тука стотици тони нафта се излеала во морето. Значи, тука таа настанала многу голема еколошка катастрофа, бидејќи многу површини од водата е загадена, многу риби починале. Друго што би можело штета да настане? Дали може да настради некоја птица што се храни во морето со морските риби? Исто и ние, бидејќи се храниме со риби, можеме и ние да настрадаме ако тие риби настрадаме. Така. Значи, ова се некои поголемите еколошки катастрофи кои што се случуваат, за жал. Еве вака. На кого се може да му наштети нафтената дамка? На рибите, Добро. на птиците, На птиците. па и на луѓето. И на луѓето. Точно. Птиците еве ги кои што живеат и се хранат во таа средина. Погледнете оваа птица како е обвиткана. Не може ни да лета. Не може ни да лета. Ама ова наставнички е многу тажно, бидејќи е грешка на човекот, не е природна катастрофа. Точно нели? така. Одлично. Зборуваме и за тоа. Значи, друго нешто што имаме, еве ги рибите, што се случува со рибите. Каде што има морски, каде што има нафтени дамки. Така, што се случува со овие риби? Па, не се веќе живи. Нормално. Сега вака. За да знаеме како можеме да ја очистиме нафтената дамка, треба да направиме еден примерок, повелете тука. Одлично, експерименти. Експерименти. Еве ви 2 чашки со вода, една за тебе, една за тебе. Наполнете ги чашките со вода до половина. Ред. До половина, одлично. Доволно. Сега вака. Фала. Во едната и во другата чашка ќе истуриме по 4 лажици масло. Ќе ни служи како нафта. Така. Бидејќи нафтата е исто како масло Така, и не се меша со водата. така. Еве 4. Тај Да чашка за покажеме како станува маслото на површината на водата. Еве. И следната чашка, повелица Вајнштейн, тоа е за тебе. Погледнете како не се меша водата и маслото. Правите разлика каде е во кој дел од чашката вода, каде е масло? Се разбира, по бојата се разликуваат. По бојата се разликува. Дали маслото и водата се мешаат? Не. Добро, што ќе се случи ако нежно го потресеме садот? Ништо нема. посебно. Ништо нема да се случи, така. Да. Како можеме да ја очистиме нафтената дамка? Сега ќе ставиме течен детергент. Добро. Чини. Во ред. Да видиме што ќе се случи со течниот детергент. Чекајте. Падна на дното. Падна на дното. Исто и ке тебе, Цвартај? Баш интересно изгледа. Во 3 бои. Чашите се шарени и се во 3 бои. Што ќе се случи доколку ги промешаме? Не знам, ајде да видиме. Еве. Мешаме со лажица, бидејќи немаме поголем сад. Дали ќе очистиме? Дали има на дамката од масло повеќе на површина? Сега веќе не. Сега веќе не. Но ако наставнички ова го направиме во некое море или океан, ние ќе ги убиеме животните и од Значи, ова е за средството чистење за нафтена чистење. дамка во домашни услови. Ова за домашни услови. Ова за по дома дамките нафтени. Така е. А сега ќе видиме што се случува. Еве ја поминавме и во мал сад да ставиме течен детергент. Така? Значи, еве како се чисти нафтените дамки во реалниот живот. Значи, не се чистат вака, како ние. Така? Што прават тие луѓе со големи лопати? Ги собираат со некои лопати. Да, дали можат целосно и темелно да ја очистат нафтената? Сигурно не. Сигурно не. Така. Значи, како човекот влијае на водата, како живот на негова средина? Кој е неговото позитивно дејствување?
Како човекот влијае на водата? Дали треба да ги чуваме, дали треба Треба да да чуваме водата, треба да се грижиме, Треба да не фрла ѓубре. да не фрламе ѓубре, Има да нема вакви повеќе да не се случуваат еколошки катастрофи Точно. како оваа што е со нафтата. Да. Така? да, па позитивно действување во последно време најмногу е кога ги средуваме проблемите што веќе сме ги направиле, кога се собираат група на луѓе, па нуркаат, па собираат ѓубриње и слично. Така. Значи, дали човекот и водата се пријатели? Треба да бидат. Се трудат да бидат. Да. Така. А како можеме ние, ова истото го поминавме, како можеме ние да помогнеме во зачувување на нашата животна средина? Па Дали можеме да се организираме во никакви здруженија или ние како дечиња, например, еве зелена дружина или нешто да направиме за да ја зачуваме нашата животна средина? Па Да тоа- нема барем вакви катастрофи. Тоа би било одлично доколку можеме да се грижиме, например, еве кога ќе отидеме на плажа, на лето, например, и ако видиме некаде ѓубре во водата, да го собереме и да го ставиме во канта за отпадоци. Така ќе се погрижиме за нашата животна средина, нели? Така. Дали треба да испуштаме отровни материи во водите? Се разбиране. Добро. Значи, индустријата треба да се стави соодветни филтри, за да може да не го загадува ни воздухот, ни водата, ни било која животна средина. Така. Еве ќе дадеме една домашна. Истиот овој експеримент што го правеа Цвајштен и Ана, да го направат дома. Да разговараат со своите родители, да се обидат некои одговори да ги пронајдат. Тука ставивме еден интернет линк на кој што можат да погледнат како се прави овој експеримент што го правевме ние денес и да го прошират своето знаење. А може да им кажеме како се вика на YouTube, бидејќи линкот не може вака директно да се отвори, што треба да напишат на YouTube за да го Веднаш отворат ќе тоа? ви кажеме. Еве сега вака, ќе дадем и друга задача, една дополнителна. Одлично. Еве, вака, може и ова да го решиме. Например, Цвајштајн вели на првата слика, кога заврши и ги имаме суша, виулица, ураган, земјотрес и торнадо. Едно од овие сликички е соодветна со овие зборчиња горе. Разбирам. Вели, кога заврши, И виолицата. одлично, имаше 3 Метри снег. Многу Одлично. снег. А на втората слика, Вителот од ветрови На. на ураганот подигаше куќи, автомобили и ги фрлаше од сите страни. одлично. Ајде следното. Во ред. Ова што е? Тоа не е тоа ураган од минатата есен, Не. ураганот од минатата есен? Не. Земјотресот што е? Не. Бранови. Торнадо. А ова не беше торнадо? Тоа е торнадо, Не, а ова е цунами. Аха, во ред. Добро, цунамито од минатата есен имаше силни ветрови и бранови кои го погодија градот. Така, следната, што ни имаме тука? Земјотресот ја стресе мојата зграда и ги бутна сите работи кои беа на полиците. Така. Тоа е- Што ќе им препорачаме на другарчињата да се грижат за животната средина, Да има, за да не предизвикаат еколошки катастрофи, да се катастрофи. формираме во некои тимови каде што ќе помогнеме и ние во зачувувањето на нашата животна средина. И друго, И тоа и да внимаваме кога има природна катастрофа, нели? одлично. Кога имаме земјотрес да научиме како да се заштитиме, каде да се скриеме, например, и така натаму. Ви благодарам многу наставнички за овој Благодарам час. вам. Ние може да одиме со еден краток джингл и потоа да продолжиме со другите часови.